Благодарам, колега Минов, за репликата. Јас навистина за вашето чувство, кое што мислам дека е резултат на некоја патологија, не можам да ви помогнам. Можеби фрустрацијата вие ја влечете од тоа што овие министри кои што се одговорни за најголемите скандали во онкологија ги гласавте во ова собрание токму и вие. И тука стварно не можам да ви помогнам. А јас со кого да разговарам за извештајот, па спомнувате некакви конструкции, па фалби. Па фалби ја кажав на крај, откако бев задоволна од одговорот на државниот ревизор, па зашто да не кажам? А со кого да разговарам за извештајот на државниот ревизор? Со јавниот обвинител што не е дојден? Што не уважува многу пати кога го каниме? Со кого да разговарам ако не со државниот ревизор? Нормално, јас би сакала вие да се вклучите во дебатата и еве да бидете, да не бидеме ние во конструкцијата, да бидете и вие во конструкцијата. Дајте легитимен одговор. Еве кажете конкретно кој ќе се амнестира со законот, кривичниот закон, кој што исто така вие го гласавте. Ете кажете, па да видиме делов од конструкцијава што вие. Поголеми конструкции се случуваат од оваа комисија, колега Панчо Минов. И ќе ве молам, немојте да правите дефокус во јавноста. Излезете, кажете дали знаете кој ќе се амнестира со кривичниот законник кој што го изгласавте, со следната амнестија што е поднесена, со третата амнестија која што веќе се подготвува, ќе ги извадите сите криминалци од затвор и ќе гласате за тоа. И под плаштот дека ќе се ослободеле, не знам, 215 места во затворите, а 2000 луѓе чекаат да влезат во затворите, ќе ослободите криминалци само за да добиете гласови на следните избори. Тоа е конструкција. Не е дебатава конструкција на оваа комисија. Па ние покажавме волја, покажувате волја, ама зборувате и ова гледате да го осквернавите дека било конструкција. Луѓе има екзодус онаму, потоп има од човечки жртви и сега што ја не глумам лудило овдека, значи изборам искрено. Не е ова конструкција денешнава моја дебата. Легитимни прашања што граѓаните ги упатуваат и до мене како пратени, а сигурно сум и дека до вас. И вие сте должни да дадете, да го поставите до државниот ревизор, јавноста да чуе и да дадете одговор на сите оние загрижени луѓе кои што изгубиле членови од семејствата на онкологија. Каква конструкција зборувате, ќе ве молам. И не треба да го оценувате вие мојот одговор и окей, како било, што било. Стварно немам потреба од такви дофрлања или фалби. Дадете одговор на прашањето што ви ги поставив, едноставно е. Благодарам.